прво благодарност до нашите фамилии, што не трпат овакви. Благодарност до сите кои дојдоа да не пречекат. Голем благодарност до луѓето, до фирмите кои ни го овозможија ова. Се помина во најдобар ред. Имавме дружба велосипедисти од Нова Градишка до Славонски Брод, потоа од Славонски Брод до Винковци и од Винковци наваму возевме сами. Времето ова година не ни се погоди и овој пат исто како и минатата година, успеавме да стигнеме живи и здрави во Кавадарци. Ни останува само уште утре да изодиме до Крушево, да се положи цвеќе на гробот на Тоше Проески и со тоа да завршиме и овој циклус, возење од срце за Тоше 2019. Толку од мене. Фала на сите што дојдовте така. Малце сме изморени, повеќе екипата од колку ја. До души ја не сум баш многу одморен. Што да кажам, едно многу убаво искуство кое ќе трае години нанапред. Пред се ни е целта на два екипа да го задржиме во ова да стане традиција. По тоа што го видов и што успеаваме да го фаниме на камерата, која што го има на вид репортажа, ќе видите дека постојат услови за тоа, а и би било греота да не прерасне ова во една традиција, за тоа што беме така убаво пречекани и у Хрватска, и у Србија, што е просто, како да кажам, ако се прекине тука, би било еднакво на катастрофа. Со помош на спонзорите кои што, како што кажа и Драган, кои што без нив не може сето ова да се реализира, со нивна помош пак здравје Боже, до година планираме да биде и нешто по-добро, по-организирано, секоја година ќе се случуваат се нови и нови работи. Еден вкупен впечаток од цела оваа работа е всушност колку Тоше Проески оставил трак и уште остава трак кај луѓето на Балканот. Се случи да во 4 рендом места, една во Хрватска и 3 во Србија, да се слуша Тоше Проески кога ќе влезеш у кафич или не знам у продавница, што искрено да кажам, за жал, јас кај нас барем го немам тоа почувствувано, така да таа трага, тие беле што го оставил и тие амане што ни го остави Тоше Проески, живее на Балканот и ја мислам дека треба да се продолжи најногу атр за него. Тоа е тоа, едно браво за оваа прекрасна храбра четворка, издржава многу работи. Повеќето убави, како што кажа Драга, многу малце не убави. Меѓутоа, сепак патот е 1100 км, се очекува да се случат такви неубави работи. Тоа е тоа. Фала ви уште еднаш за прекрасниот пречек тука на градскиот плоштад у Кавадарци. Па здравје Боже, гледате репортажата за 10 дена би требало да биде готово. Фала ви уште еднаш. Фала.